начин на утврдување со кој што дополнително се повредуваат правата на жртвите новинари кои што беа жртви на полициско насилство во собранието на 24 декември 2012 година. Ќе се обидам оваа теза да ја подкрепам со повеќе аргументи. Кога ја утврдува фактичката состојба, судот вели: собраниското обезбедување проценило дека е потребно галеријата да се испразни заради безбедност на присутните во галеријата и на лицата кои се наоѓале во салата. Сите присутни на галеријата, меѓу кои се наоѓале и подносителите на барањето, биле замолени од обезбедувањето да ја напуштат галеријата од безбедносни причини и случувањата да ги следат од прес-центарот. Најголем дел од новинарите постапиле по укажувањето, а помал дел од присутните, меѓу кои и подносителите на барањето, започнале да се конфронтираат со собраниското обезбедување, се оглушиле на наредбите на полициските службеници и пружиле активен и пасивен отпор, при што еден од полициските службеници бил повреден во предолот на ногата. Ова е класичен случај каде што жртвите на полициско насилство се представуваат, се портретираат како насилници, што представува пример на виктимизација на жртвите. Ова е само еден пример. Тука имаш еден момент дека тие биле замолени од обезбедувањето да напуштат галеријата. Ова е една од после тоа самиот суд ќе си противречи и ќе укаже на крај дека биле насилно избркани и тука вика на крајот утврди дека со насилното отстранување на новинарите на крајот го утврдува. Значи имаме многу противречности во самата пресуда. Она што е клучно е дека судот не дава одговор на клучните прашања во врска со овој случај. А тоа е: дали имало полициско насилство врз новинари во собранието, во собраниската сала на 24 декември? Дали полициското постапување на 24 било согласно правото, кој издал наредба за тоа полициско постапување и дали при тоа било повредено правото на слобода на изразување. На последното прашање дава одговор, меѓутоа не дава аргументи кои што се логично конзистентни и засновани. Собранието негираше дека новинарите биле избркани, негираше дека биле насилно избркани, туку тврдеше дека биле замолени да ја напуштат галеријата. Исто така, еве цитирам изјава од Вилјановски: надлежното собраниско обезбедување, имајќи предвид дека галеријата е во суштина дел од пленарната сала, донело оцена дека галеријата мора да биде празна за да не се случи некој поголем инцидент. За ова оцена, кога станува збор за присутноста на новинарите, како председател изразувам жалење. Меѓутоа не само жалење, вика: ќе побарам да се поведе постапка од надлежните институции да се утврди одговорноста за настанот. Значи, кога председателот на собранието ќе изјави јавно дека ќе поведе постапка за одговорност, тоа значи дека се прекршени одредени процедури и дека тој јавно не чувствува одговорност, затоа што не е издал наредбата како што тврди. Дали прашањето е, дали Уставниот суд, согласно овие изјави на официјални лица, дали ги земал предвид и дали утврдил фактичка состојба? Кој е издал наредбата? Дали полициските службеници постапиле согласно правото, законот? Дали употребиле сила? Дали таа употреба на сила била согласно законот? И на крај, она што е прашање на жалба, дали било повредено правото на слобода на изразување? Она што може да се заклучи вака, читајќи меѓу редови во самата пресуда, е дека Уставниот суд заклучува наспроти оценката на самото собрание дека имало насилно отстранување на новинарите кои што биле подносители на представката. Значи, тоа е несомнено затоа што е употребено како таков израз. Дека имало насилно отстранување. Не утврдува кој е издал наредбата, утврдува во еден момент дека лицата кои што насилно ги исфрлиле новинарите биле полициски службеници, вика. И тоа во овој моментот, баш кога ги портретира новинарите како
насилници, вика, се оглушиле на наредбите на полициските службеници и пружиле активен и пасивен отпор на некоја наредба. Меѓутоа, никаде не утврдува кој е издал таа наредба и дали таа наредба на тие полициски службеници била согласно правните прописи.